Повеќето од верниците го започнаа најдолгиот и најстрогиот пост во годината, кој трае 48 денови. Сепак, дел од граѓаните мораат да прават отстапки поради нивната состојба како бремените жени, болните лица, повозрасните, оние со низок имунитет и слични ситуации. Сега пустите за великденските празници. Да. Какво е чувството? Дали може да издржите 40 дена? Да. Чувството е не може да се опише. Неописливо е чувството. Благодатно, убаво. Ако имаш желба и од срце, ако биде, тука нема споредба со ништо. За време на постот каква храна користите и каква избегнувате? Јас порано, сега сум веќе 74 години. Пием многу таблети и ми е облажен посто на мене. Ама порано постев само на вода и сабота и недела беше со масло. 2 дена во 7 недели, 2 дена има риба. Иначе се може ако се сака. Како ќе се реши? Посебно ако имам некој болен човек, не дај Боже операција, стресове, било што, човек не може ни да јаде, само викане кам Бога, овој лекар е лекар на лекарите. Нема нешто препрека дека не може нешто. Христос говори дека јас сум воскресен и живот. Кој може да каже тоа нешто? Јас сум вистинскиот пат. Види кој има опасности, болести, татко, мајка, родителите, не им се јаде, стресови добиваат и постат. Викат кам Бога. Според свештените лица не е грев, доколку вербата е силна, а душата чиста. Така, има многу примери кои што почнат да постат и ќе се јаве некој чедо, ама отец јас каснав, имаше траги од млеко, траги од не знам што. Кажав дека храната не е толку битна. Значи, Христос вика дека не тоа што влегува во устата, туку тоа што излегува од устата, тоа не огрешува. На празно ако ние постиме строг пост, а ако гледаме на најблиските да им наштетаме, да некој да направиме зло, ако бидеме добри луѓе, ако помагаме, ако имаме љубов во себе. Најдобро е секој да се консултира со својот духовен отец за да се советуваат дали може да се пости со или без масло. Во однос на тоа колку граѓаните постат, одговорот од повеќето беше дека тоа е најубавото нешто и најсвето. Не е приоритет читање на Светото писмо, Библијата. Значи, постот и молитвата според Библијата е пред Бога искажување на барање и благодарност на нашиот однос према Бога. Значи, јас се раководам според Библијата. Христос говори апостолите да се пости. Зашто? Човек што верува во Бога, ние сите сме грешни. Нема човек без грех. Едино тој водач Исус е без грех, без корупција. И спасител, а и најдобар судија. Тоа е едно убаво нешто. Ви посакувам на вас да ви дојде од срце да посакате да постите. Оти чувството од тука треба да ти дојде за да почнеш да постиш. Не е со сила. Постот започна вчера на 18 март и ќе трае се до 4 мај.